Во изминатите години Македонија се соочи со поплави, но истите беа забележани и во соседни земји, а се најавуваат и големи климатски промени во годините кои доаѓаат. Со цел превенција и рано предупредување на временски и хидролошки непогоди во регионот на Југоисточна Европа, нашата земја е домакин на меѓународна конференција и работилница која ја организира Светската метеоролошка организација. Планирано е воведување нов прекуграничен систем за рано предупредување и известување за повеќе опасни појави. Се работи за секаков вид на соработка во однос на раната најава. Значи, доколку хидрометеоролошкиот сервис на некоја држава нема можност да увиди одредени девијации во временските, посебно во летниот период. Значи, кога се многу тешки за гледање поради опремата, поради состојбите, затоа што таа опрема нон-стоп се аплодира, се надополнува, може би системот на Турција многу појасно ја гледа, затоа што е многу посовремен. Во тој случај, заеднички ќе се фузионираат информациите и ќе се појавуваат. Ние веќе пристапивме кон набавка, благодарение на министерот, на еден суперкомпјутер, кој што веќе со следната набавка некаде во март би требало да пристигне. Преку единствена виртуелна платформа, системот ќе представува поддршка за добивање точни прогнози и предупредувања од аспект на донесувањето одлуки на надлежните органи, поврзани со некаква опасност. Ние како Министерство за земјоделие сме многу заинтересирани за навремено информирање во врска со настаните кои што метеоролошки, односно временски прилики ќе се случуваат во Република Македонија. Пред се, како што реков, за навремено информирање на земјоделците, секако дека не е само земјоделието, него и за граѓаните од катастрофи кои што може да се случат, имајќи во предвид дека временските прилики, односно климатските услови кои што се менуваат од година во година, се случуваат непредвидени временски катастрофи. Надлежните велат дека овој проект е од суштинска важност за националните хидрометеоролошки служби за понатамошно развивање на капацитетите во метеоролошкото и хидролошкото прогнозирање и издавање предупредувања.